книгата на Ефесијаните и фокусот ќе биде 22 стих, че Ефесијаните 1 глава, 22 стих. Темата ќе биде демонстрации на Божјата моќ и ова е третиот дел од серијалот. Ја уште еднаш ќе го прочитам стихот. Ефесијаните 1 глава, 22 стих. И се му покори под неговите нозе и го постави за глава над се во црквата. Ова е 20-23 преводот. Во овој стих ќе видиме уште две демонстрации или две манифестации на Божјата моќ. Претходниот пат видовме две демонстрации. Тие беа воскреснувањето на Христос од мртвите и неговото седнување од десната страна на Отецот. Денес ќе видиме уште две демонстрации на Божјата моќ во Христос во човековата историја. Да почнеме со стихот. Стихот вели: се му покори под неговите нозе. Ова е третата демонстрација на Божјата моќ. Имаме Бог Таткото, се му покорува на Бог Синот. Бог Таткото го воскресна Синот од мртвите, го постави од десната страна и сега се му покорува под неговите нозе. И ова покорување или подчинување е толку масивно, толку силно, што се станува слуга или роб на Христос. Ова покорување е толку доминантно, што во реалност сите и се направени негови слуги, негови робови. Се видливо и невидливо е покорено под нозете на Христос. Истата идеја имаме во 1 Петар, 3 глава, 22 стих, каде Петар вика: Христос, откако се вознесе на небото, е одесно на Бога, кому му се покоруваат ангелите, властите и силите. Значи имаме и големи и мали, високи, ниски, пријатели, непријатели, видливи, невидливи. Сите имења, сите личности, сите авторитети, сите власти се подчинети, се покорени под Христос. Се е ставено под неговата доминација и моќ. Ова метафора под неговите нозе ја користи Павле за да означи подчинување. Коментаторот Џон Бери пишува отворен цитат: во античко време кралот ја ставал ногата на вратот на својот поразен непријател и покажувал така моќ и победа. Павле ја применува оваа слика за Христос. Затворен цитат. Во Стариот Завет имаме исто така слики за или илустрации за оваа метафора. Например, во книгата Исус Навин, во 10 глава, од 22 до 25 стих, кој имаме следното. Тогаш Навин рече: отворете го влезот на пештерата и доведете ги кај мене од пештерата 5 цареви. Така и направија. Ги доведоа кај него од пештерата 5 цареви. И кога ги изведоа пред Навин, тој ги повика сите израелци и им кажа на воените началници што одеа со него: приближете се и стапнете со нозете врз вратовите на овие цареви. Навин им рече: не се плашете и не се ужасувате, бидете цврсти и храбри, зашто така Господ ќе постави со сите ваши непријатели со кои војувате. Значи, овие 5 аморејски цареви се заробени и се фрлени во земја, лежат во правта, лежат во прашината. Израелците како победници доаѓаат и ги ставаат нозете над нивните вратови, да означат победа и доминација. Сега во овој дел од стихот апостол Павле цитира дел од Псалм 8. Во овој псалм
е опишана Божјата величина, неговата грандиозност во креацијата и човечката нискост. Човекот како круна на Божјото создавање, на неговата креација, е човекот. И човекот е поставен како врховен лидер, бидејќи е создаден во сликата или подобието на Бог. Тоест, човекот рефлектира или манифестира одредени атрибути или својства на Бог. И целата креација е почината под човекот, под Адам. Во 6 стих се користи истата фраза под неговите нозе, че Бог ставил се под нозете на човекот. Во Псалм 8, од 5 до 8 стих го имаме следното. Зборувајќи за човекот, пишува: си го направил малку помало од ангелите, но со слава и чест си го овенчал, си го поставил над делата од рацете твои и се си подчинил под неговите нозе, овците, воловите сите, зверовите полски, птиците небески, рибите морски и све што се движи по морските патишта. Значи, се било ставено под нозете на првиот човек, на Адам. Адам бил коренот, фонтаната, изворот на целото човештво и се е ставено под негова власт, целата креација. Адам ги именува сите животни, да означи авторитет над нив. Адам ја именува жената исто така, да означи авторитет над неа. И Бог им заповеда на Адам и Ева во Битие 1.28 и вели: плодете се, множете се, наполнете ја земјата и господарете над неа. Владејте со рибите морски, небесните птици и со сите животни што лазат по земјата. Бог им вика: плодете се, множете се, ширете се над земјата и земете власт. Господарете над целата креација. Направена е за вас. Делегирано му е на човекот авторитет да владее со земјата. Но што се случува? Адам паѓа во грев. И заради неговиот грев, Бог ја проколнува целата креација со смрт и со распаѓање. Адам, кој е врвната круна и началникот на целата креација, кога паѓа во грев, кога е урнат, Бог го проколнува целото човештво и целата креација. Адам не успева, паѓа под искушението на ѓаволот. Тој отров што ѓаволот и змијата го пушта, Адам го проголтува целосно. Но затоа вториот Адам, последниот Адам, Христос, успела. Е врвно супериорен над искушенијата на ѓаволот, тој доаѓа и тој победува. И затоа Бог Таткото се му става, се му положува, се му починува под неговите нозе. Се е починето под вториот Адам или последниот Адам. И оваа корелација меѓу Адам и Христос ја гледаме во Евреите 2 глава од 5 до 9 стих, каде авторот исто така го цитира Псалм 8. И овие стихови, Евреите 2, 5 до 9, го викаат следното. Бидејќи идниот свет за кој зборуваме, тој не го почини на ангели, туку напротив, тој некаде просведочил, и еве сега ќе цитираат од Псалм 8 глава, што е човекот да си спомнуваш за него, или синот човечки да се грижиш за него, си го направил само малку помал од ангелите, но со слава и чест си го овенчал, се си подчинил под неговите нозе. А кога се му почини, не остави ништо непочинето, но сега уште не гледаме дека се му е починето, но го гледаме Христос, кој само за малку беше поставен пониско од ангелите, поради страдањето до смрт, беше овенчан со слава и чест. Значи, се му било починето на Адам, слава и чест му било дадено, но сега не гледаме дека се му е починето на Адам. Зошто? Зошто Адам паѓа во грев.
и го доведува целото човештво во грев. И наместо чест и слава на човештвото му носи смрт, мизерија и срам. Но Христос со своето доаѓање ја убива смртта во својата смрт, воскреснува и е овенчан со слава и чест. И е седнат на десната страна на Отецот, повисоко од сите имења, од сите власти, сите началства, сите авторитети. И Христос на своите верни, на своите деца, на своето потомство, како последниот Адам, како вториот Адам, носи слава и чест во светот што ќе дојде. Во Римјаните 16:20 Павле вика: Бог на мирот наскоро ќе ја сотре сатаната под вашите нозе. Павле вика на Римјаните еден ден, наскоро, ѓаволот, сатаната ќе биде ставен под вашите нозе. Еден ден сите ваши непријатели ќе бидат ставени под вашите нозе. Како што под Христос сега се сите ставени, така еден ден ѓаволот, гревот и смртта ќе бидат ставени под вашите нозе. Во 1 Коринтијаните 15 глава исто така се користи оваа фраза неколку пати: се му подчини под неговите нозе. Од 24 до 28 стих Павле го пишува следното, значи 1 Коринтијаните 15, 24 до 28. Вика следното: и потоа ќе настапи крајот, кога ќе му го предаде царството на Бог и Отецот, кога ќе уништи секое началство, власт и сила, бидејќи тој, се мисли на Христос, треба да царува додека не ги положи сите непријатели под неговите нозе. Последен непријател што ќе биде уништен е смртта, зашто Бог се подчинил под Христовите нозе. А кога се вели се му е подчинето, јасно е дека тоа не се однесува на оној, на таткото, што му подчинил се. Кога пак ќе му биде подчинето се под Христос, тогаш самиот син ќе се подчини на оној, на таткото, за да биде Бог се во се. Оваа фраза се му подчини под неговите нозе, ја гледаме во 25 стих, ја гледаме во 27 стих. Што ни кажуваат овие стихови? Овие стихови ни кажуваат сумарно дека Христос владее сега, дека се му е подчинето под неговата власт. Но тоа владење, таа доминација, тој апсолутен авторитет е невидлив и се одвива според неговиот план, според неговата волја. Христос владее, но се уште се не му е подчинето видливо под неговите нозе. Гревот се уште е жив и напредува, ѓаволот и неговите хиерархии и множества се активни и живи, смртта коси и покосува секој ден лево и десно. Гледаме над 4000 лажни религии во светот, каде луѓето се излажени, измамени. Гледаме војни, убиства, злосторства, агонии, мизерии и плач секој ден. Гледаме како Божјото име, името на Христос се хули секој ден. По телевизии, по интернет, каде и да свртиме, по весниците. Гледаме како Божјиот збор е занемарен, заборавен, собира прашина на некој рафт. Неговиот закон е прекршуван секој ден. Неговата слава е засенувана со празни и банални работи секој ден. Светот, драги, се уште е скршен, е темен, е болен, е мизерен. Нема мир, нема љубов, нема слога. Но во сите тие темнини, во сите тие агонии, во сите тие мизерии, Христос владее. Тој има апсолутна контрола. Тој има змечувачка доминација над се. Но неговото владење е фокусирано, е насочено кон спасување на луѓе од гревот и од ѓаволот. Што им вика Христос на учениците? Сета власт, сета доминација, сета мок ми е дадена.
Затоа одете по целиот свет и правете ученици. Бидејќи ја имам сета власт, сета доминација, сета моќ, одете по целиот свет. Сведочете, евангелизирајте на спасението на души. Коментаторот Харалд Хойнер пишува, отворен цитат: во моментот, манифестацијата на Христовата контрола не е секогаш очигледна, бидејќи има многу неправедности, неправди, катастрофи, несвети постапки и докази за отворен бунт против Христос и Бог. Меѓутоа, Христос врши контрола без тоа да биде видливо за човештвото. Без негова контрола работите би биле многу полоши. Оттука тој има право да ја врши својата контрола без и да избира како тој ќе ја екзекутира целосно веднаш во секој случај, кога има прекршување на неговиот збор и на неговиот свет карактер. Секако, основна и важна илустрација за неговата сегашна употреба на авторитет е неговата моментална способност да спасува грешници од најодвратните сили, од сите, сатаната и гревот. Затворен цитат. Че Христос е во контрола на се, на сите неправди, на сиот грев, на сите војни, на сите злосторства. Но доаѓа славен ден, кога тој пак ќе дојде од небесата, со облаците, ќе дојде повтор пат, не како слуга и маченик, туку како цар, да владее, да доминира на оваа земја. Ќе дојде како славен и величествен лав, кој ќе доминира. Видливо, целиот свет ќе знае кој е царот на земјата. Тогаш сите негови непријатели ќе бидат ставени видливо под неговите нозе. Тој видливо ќе доминира во апсолутна доминација. И тогаш Бог Синот ќе го даде царството на Бог Таткото и Бог ќе биде се во се. Сега Христос владее невидливо, но ќе дојде ден кога тој ќе владее видливо со сите работи. И основата на неговото владење, дали е видливо или невидливо, е тоа што Бог му починил се под неговите нозе. И ова е третата демонстрација на Божјата моќ. Понатаму стихот вели: и се му покори под неговите нозе и го постави за глава над се. Овде ја гледаме во остатокот од стихот четвртата демонстрација или манифестација на Божјата моќ, а тоа е дека Христос е даден како глава над се. Зборот овде не е постави, туку даде, е докене во оригиналот. Значи Бог Таткото го даде Бог Синот да е глава над се. Терминот глава се користи 18 пати од страна на Павле во неговите писма, 4 пати се користи во Ефесјаните и гледаме во оваа метафора нагорно движење. Значи, се му е поставено под нозете на Христос и Христос е направен глава над се. Над сите работи, над сите ентитети. Глава значи лидерство и авторитет. Примарност. Професорот Клинтон Арлон пишува, отворен цитат за овој збор глава, вика: се користел од Платон интензивно од страна елинистичките медицински писатели и од еленизираниот евреин Фило, но може да се најде и во други еврејски текстови. Во секој од случаевите на употребата на оваа метафора во литературата постои недвосмислена смисла дека главата представува лидерство и авторитет. Затворен цитат. Во Колосјаните 2.10 Павле го вика истото, дека Христос е даден како глава над секоја сила и власт. И сега, како Христос е поставен како глава над најглавните, над приматите, над најважните, тогаш се друго е вклучено. Сите други останати се вклучени. Христос кој е главата, кој е центарот, кој е кулминацијата, кој е
администрацијата и движечкиот принцип, организациониот принцип на се е даден од таткото. Тој е центарот, тој е главата, тој е приматот и никој и ништо не може да мрдне или да трепне без него. Без него ништо не може да се направи. Тој е врвниот организационен принцип на се. И сега овде добро е да напоменеме дека Христос како Бог, како вечен, бескраен Бог, како втората личност од Светото Тројство, има врвна, тотална, апсолутна моќ. Без тој да доаѓа и да станува човек. Значи, тој е Бог. На Христос не му требало да доаѓа на земјата, да станува човек, да поминува низ својата спасителна служба, да биде поставен, да умре, да воскресне, да биде поставен од десната страна на Отецот, да стане глава над се и да добие власт, авторитет, доминација. Не му требало. Тој веќе има доминација, власт, моќ и авторитет над сите. Тој е Бог. Тој веќе го има сето тоа пред почетокот на се. Тогаш што се случува? Зошто го прави сето ова? И тоа што е уникатно или запрепастувачки, тоа што е фасцинантно, е Христос го прави сето ова како Бог човек. Значи го прави сето ова како човек. Како човек е седнат од десната страна на Отецот, како човек сите битија, сите личности, сите авторитети му се поставени под неговите нозе. Како човек тој е главата и врвниот центар и организационен и лидер принцип на се. Синот станува човек и што се случува? Во неговата човечка природа, тој ја издигнува човечката природа до највисок можен степен. Човекот кој е слаб, мал, како црв, беззначаен, во масивноста на универзумот, во масивноста на ангелскиот свет, Христос доаѓа и ја издигнува човечката природа и ја возвишува до најврвен максимум. Човечката природа е подигната од највисок можен степен. До апсолутен максимум. Нема ништо повисоко од десната страна на Отецот. Нема ништо повисоко од тронот на Бог. Значи, Христос тоа не го прави за него. Христос тоа го прави за црквата. Тоа го прави за тебе, вернико. За да и ти како човек се искачиш и се вивнеш таму каде што е Христос. Христос е даден како глава над се, тоа значи е центарот, е лидерот и авторитетот над се, над сите работи. И сега како лидер, глава и центар и врвен авторитет над се, над сите работи, тоа нормално ја вклучува и црквата. И Павле го наведува тоа експлицитно, дека Христос е глава на црквата во Ефесијаните 4:15 и во Ефесијаните 5:23. Во Колосијаните 1:17 Павле вика, тој Христос е пред се и се содржува во него, тој е глава на телото, односно на црквата. Христос е главата на црквата. Тоа значи тој е лидерот, тој е авторитетот, тој е власта, а не некој човек. Што значи практично ова за нас? Дека Христос е глава на црквата. Тоа значи дека главата, лидерот, водичот, врвниот авторитет е Христос, а не некој човек. Не некој пастор, не некој старешина, не Господин, не папата, не некој верски водач, не некој така наречен пророк или апостол, некоја религиозна персона. Не, Христос
е глава на црквата. Римокатоличката црква во својот катехизам во параграф 882 го наведува следното за папата. Отворен цитат. Папата, бискупот на Рим и наследникот на Петар, е вечниот и видлив извор и темел на единството на епископите и на целата чета на верниците. Зашто римскиот понтив, поради неговата функција како викар на Христос и како пастор на целата црква, слушајте го ова, има целосна, врховна, универзална мок над целата црква, мок што може тој секогаш да ја практикува. Затворен цитат. Терминот викар на Христос е латински и значи представник или заменик на Христос. Значи, папата се представува себе си како заменик, како представник на Исус, сега на земјата, и личност која има тотална, целосна, универзална мок на целата црква. И може у секој момент да ја практикува како што сака. Неверојатно. Исто така, господин Стефан во Македонска православна црква се представува себе си како глава, како поглавар на МПЦ. Тој е главниот, тој е важниот. Се нарекува архиепископ и преседава со Светиот Синод, поставен или составен од 10 епископи или митрополити. Значи, господин Стефан во МПЦ се представува себе си како глава на МПЦ, како поглавар на оваа црква. И централното прашање за реформацијата во 16 век во Западна Европа било кој е поглавар, кој е глава на црквата. Кој е тој кој има целосна, врховна и универзална мок во црквата? Дали е папата или не е? Реформаторите тврдеа дека Христос е главата на црквата, а не папата. Како може некој човек, некој смртник да има целосна, универзална мок на целата црква? И ова клучно прашање или тврдење произлегуваат и други прашања. Значи, Христос како глава на црквата, тогаш неговиот збор е единствениот авторитет во црквата. Не е зборот на папата, туку зборот на Христос. И Божјото Слово, Христовото Слово, како единствен ултиматум, единствен авторитет, од тоа прашање, од тој став, излегуваат други прашања, како например спасението, како например Евангелието, дека спасението е само преку вера, спасението е само во Евангелието, а не преку црковни сакраменти. Џон Калвин, познатиот реформатор во Женева, во неговите институти, во поглавие 6, дел 9, го пишува следното за црквата, отворен цитат. Незината единствена глава е Христос, под чија влада сите сме обединети едни со други, според тој ред и форма на политика што тој самиот ја пропиша. Затоа, тие го навредуваат Христос, кој по свој изговор би имале еден човек да преседава со целата црква. Затворен цитат. Че Христос е главата на црквата, тој е врвниот лидер, врвниот авторитет, врвната власт и тој ни го дал неговиот збор. И сега ние го следиме Христос преку следење на Библијата. И сме ослободени преку следење на Библијата од робство и манипулации на луѓе, на шарлатани, на лажни учители, на човечки традиции. Сме ослободени, зашто го имаме Божиот збор. Не следиме луѓе, не следиме монаси, не следиме духовни ментори, не следиме папи, попови, пастори, старешини, го следиме Божиот збор во Библијата. И секој човек, секоја човечка идеологија, секоја филозофија, секоја религиозна традиција, конфесија, локален или екуменски собир се тестира, се евалуира, се испитува преку Божиот збор. Божиот збор е врвот, е ултиматумот. И Христос не ослободува од робство, манипулации и измами на луѓе, од лажни учители, лажни традиции и лажни шарлатани.
И сега Христос, како глава на црквата, поставува апостоли. Тие се темелот на црквата, според Ефесијаните 2:20. На апостолите преку Светиот Дух им е даден Божиот збор, Новиот Завет, и тие се темелите. Учењата на апостолите се основата, се темелите на кои црквата стои. Апостолите имаат своји делегати, како Тимотеј и Тит на Павле, и тие одат и садат цркви, одат и сведочат. И во црквите поставуваат старешини и пастори. Не еден старешина, не еден пастор, туку мноштво, мнозинство, плуралност. Апостол Павле му вика на Тит во Тит 1:5, вика, затоа те оставив на Крит, за да средиш што остана и да поставиш старешини во секој град, како што ти наредив. Исто така, додека патувале, Павле и Варнава поставувале старешини во секоја црква. Тоа го гледаме у Дела 14:23. Во 1 Тимотеј 5:17 Павле вика, презвитерите или старешините или пасторите, тоа сите се синоними, кои управуваат добро, нека се удостојат со двојна почит, особено оние кои се трудат со словото и со пуката. Значи, кога одат апостолите и садат цркви, поставуваат цркви, не поставуваат еден старешина или еден пастор, туку мноштво. И причината за тоа е да се спречи некој да не стане и да не мисли дека он е поглавар и он е главата на црквата. Да се спречи ситуацијата која имаме со папата, да се спречи ситуацијата која имаме со Господин, да се спречи ситуацијата која имаме во протестантски независни цркви, каде што имаш еден доминантен лидер, старешина, да се спречи таква ситуација. Значи имаме Христос кој е глава, тој повикува апостоли, апостолите поставуваат старешини и ѓакони. Сега имаме репликација на старешини и ѓакони во црквите. Пасторите или старешините се слуги, тие не се глави на црквата, тие го насочуваат човекот кон главата на црквата, кој е Христос преку неговиот збор. Црквата не им служи на старешините, туку старешините служат на црквата. И денес во секоја црква треба да има пастири или старешини кои ќе бидат под врховната глава на Христос. Црквата треба да биде водена од мноштво, од плуралност на старешини, не еден доминантен пастор, не еден доминантен лидер, не еден човек кој ќе биде во опасност да биде глава на црквата, не еден доминантен старешина, а другите помошници, другите потрчковци, другите да, амин луѓе, кои само викаат да. Треба да има мноштво на старешини и тие старешини да се на исто рамниште, со исти ингеренции, со ист авторитет, со иста власт на управување. И целта е тоа да се спречи некој да не се дрзне да украде славата на Христос дека тој е глава на црквата. Пасторот Марк Девер во неговата книга 9 белези на здрава црква кажува дека еден од тие белези на здрава црква е водството да се состои од мноштво квалификувани старешини кои го пасат стадото под Божиот авторитет, а не со лична харизма и прагматизам. Имањето на еден главен пастор е опасно, бидејќи таа личност може да падне во егоцентричност и горделивост. Во книгата Црквата наречена Тоф од Скот Макнайт го земаат за лош пример Марк Дрискол од црквата Марс Хил во Америка и го викаат следното. Отворен цитат. Кога пасторот станува единствена авторитетна фигура, неконтролирана од мноштво старешини или цврста структура на одговорност, црквата може лесно да стане почва за она што го нарекуваме нарцисоидно лидерство. Ова го видовме во црквата Марс Хил под Марк Дрискол, каде што неговата единствена контрола без функционален одбор на старешини доведе до култура на страв,
заплашување и емоционална манипулација. Членовите изјавија дека се чувствуваат замолчени, малтретирани да се покорат и отфрлени поради преиспитување на неговите одлуки. Затворен цитат. Во книгата исто така, Суптилна моќ на духовна злоупотреба од Давид Џонсон се пишува следното. Отворен цитат. Во системи каде што еден водач има целата моќ, често пастор без одговорност пред тим на пастор или старешини, сцената е поставена за духовна злоупотреба. Советуваме поединци од цркви каде што еден пастор бараше апсолутна лојалност, користејќи го писмото, за да ги наведе членовите на вина да се усогласат. Една жена раскажа како незиниот пастор и рекол дека ставањето во прашање на неговиот авторитет е бунт против Бог, оставајќи ја духовно парализирана и емоционално скршена. Затворен цитат. Значи, зошто некој старешина или пастор, збориме во протестантските цркви, сака да е сам, сака да е главен, сака да е доминантен, а не ке да работи во тим на старешини или на пастори. Дали е тој гладен за моќ, гладен за доминација, гладен за власт? Ако тоа е да, тогаш тој заборавил кој е глава на црквата. И влегува во минско поле, зашто Христос нема да дозволи некој грешник, некој смртник да се представува како глава на црквата. Значи, таа е четвртата манифестација. Христос е даден како глава над се, вклучувајќи ја црквата. Понатака стихот вели, се му покори под неговите нозе, го постави за глава над се во црквата. Е се оваа фраза на крајот, подобро е да се преведе, поради контекстот, формата е во дативна конструкција во оригиналот, подобро е да се преведе го даде за глава над се за црквата. Не во црквата, туку за црквата. Сите овие работи што Христос ги направи, сите овие демонстрации, манифестации, сите овие екзекуции на моќ, како Христос воскреснува, како Христос седнува од десната страна на Отецот, како тој е високо издигнат, бескрајно, бесконечно издигнат над сите имења, над сите личности, над сите авторитети, се му е покорено под неговите нозе, се лежи во правта, во прашината пред него, се е направено негов роб и негов слуга. И тој има тотална, апсолутна, змечувачка контрола и доминација над се. И сите овие работи што се направени, сите овие демонстрации, манифестации на моќ, се направени за црквата. Се направени за нејзина предност, за нејзин благодат, за нејзин благослов, за нејзина корист, за нејзино добро, за нејзина поддршка. Се ова што Христос го прави за црквата, за нејзино добро. И ако си верник во Христос и го знаеш Христос како твој Господар и Спасител, се ова Христос го прави за тебе. За тебе е направено. За твое добро. Христос зеде тело, живееше совршен живот, умре и воскресна, и издигнат како глава над се, и сите работи што тој ги прави, и прави за доброто на црквата. Зошто црквата е толку посебна? Зошто се ова за неа? Сите овие моки, демонстрации и манифестации на моки, на сила. Зошто? Зошто таа е Христовата невеста. Зошто таа е посебна, тој дојде од небото неа да ја спаси. Тој дојде од небото неа да ја земе. Тој ја сакаше својата невеста, ја љубеше својата невеста
ја избра својата невеста пред вечноста, ја љубеше, длабоко ја љубеше. Зема тело и дојде и умре за неа, за оваа невеста. Неа да ја спаси, неа да ја очисти од сета нечистотија, дојде да се нурне во нејзината темнина и гнасотија, и неа да ја спаси. Христос се соедини со неа преку брак, дојде неа да ја спаси, не ја остави да тоне во мизерија и гнаса и темнина. Дојде и ја спаси неа. Мартин Лутер во својата книга Слободата на христијанинот за овој брак вели со неговиот силен речник следното. Отворен цитат. Кој може целосно да го цени значењето на овој кралски брак? Кој може да го разбере славното богатство на оваа благодат? Овде, овој богат и божествен маж Христос, сожени со сиромашна зломна проститутка, ја откупи од сето нејзино зло, ја облече со неговата добрина. Нејзините гревови сега не може да ја уништат, бидејќи тие се положени на Христос и проголтани од Него. И таа ја има праведноста на Христос, нејзиниот сопруг. Затворен цитат. За прв пат во писмото, сега, во оваа глава, се го среќаваме зборот црква. Зборот е еклесија во оригиналот и ќе поминеме некој период да разговараме за овој термин, зашто е доста важен. Важен е во писмото, во ова писмо, во Ефесијаните, важен е во целата Библија. Аристотел во својата книга Политика, во поглавје 14, го дефинира поимот еклесија како политичко собрание или собир. Тој пише во отворен цитат: сега ќе продолжиме да направиме неколку општи размислувања за владите поред, а исто така и да ги разгледаме секој од нив посебно. Првиот од нив е јавниот собир, еве го зборот. Сега се соодветната работа на јавниот собир, истиот збор, е да определи војна или мир, склучување или прекинување сојузи, донесување закони и така натаму. Че гледаме го користи терминот во политички контекст. Исто така Херодот, антички историчар од 5 век пред Христос, во неговата книга Историите, примарно негово дело, исто така го користи овој термин еклесија како политичко собрание. Во преводот на Стариот Завет, Септуагинтата, од еврејски на којне, зборот е кахал или собир, што се преведува во еклесија и се користи во најразлични контексти. Покрај религиозниот контекст, например, се користи во воен контекст. Во 1 Самуил 17:47, ова е делот на говорот на Давид со Голајат пред нивната битка, и Давид вика: сиот овој собир, ова е го зборот, ќе знае дека Господ не спасува со меч или копје, зашто битката е Господова и тој ќе ве предаде во нашите раце. Давид вика: и израелците, и филистејците, сите овој собир заедно тука, кои се собрани за војна, ќе знаат дека Господ спасува со својата сила, без инструментите што тој ги користи. И обично користи слаби инструменти. Понатаму зборот се користи во правен или судски контекст. Во Броеви 35:12 пишува: градовите ќе бидат прибежиште од крвен одмазник и одбиецот нема да умре додека не застане пред собранието на суд. Значи овде во Броеви 35 имаме формирање на градови за прибежиште на оние кои вршат убиство непромислено или ненамерно. И сега овде еклесија се користи за собрание на лидери или старешини од еврејските племења кои делуваат како судско тело, утврдувајќи ја вината или невината на убиецот. Во Новиот Завет исто така зборот се применува во најразлични контексти. Например, у Дела 19:32 се применува за световно или секуларно собрание. Стихот вели, Дела 19:32: и сега некој вика едно, некој друго, зашто собранието беше во збунетост, а повеќето од нив не знаеа зошто се собрале. Што се случува? 19 глава во Ефес се случува бунт против проповедањето на Павле,
што ја загрозува трговијата на идолите на Артемида. И се собира огромна толпа во амфитеаторот, кој бил огромен за тоа време, јавен собир да го реши проблемот. И овде се користи зборот еклесија за ова хаотична толпа во амфитеаторот да видат што ќе прават. Потоа во 19 глава од Дела, 39 стих, се користи зборот за владино собрание или суд. Доаѓа градскиот службеник да ја смири толпата и вика, ако барате нешто понатаму, тоа ќе се реши на редовното собрание. И буквално ова може да се преведе како законското собрание. Тој доаѓа во амфитеаторот и ги советува за сегнатите и вика, доколку имате вие некои дополнителни поплаки, грижи, не сте задоволни, повелете, има суд, таму може да се обратите. Се користи зборот за јавен правен форум или суд во римскиот град. Понатака во Дела 7:38 Стефан го користи зборот да означи собрание на синовите на Израел. Стефан вели, тоа е оној, се мисли на Мојсие, кој беше во собранието во пустината со ангелот, што му зборуваше на планината Синај и на неговите татковци. Собрание овде, еклесија, се однесува на израелците што го напуштиле Египет и се под водство на Мојсие го примиле законот на Синај и исклучиле завет со Бог. Меѓутоа, овој собир, оваа генерација, ова толпа била злобна, не биле спасени луѓето, и што се случува? Бог сите нив ги убива во пустината, освен Халев и Исус Навин. И тоа го гледаме во Броеви 14, 22 и 23 и Броеви 14, 29 и 30. Гледаме како зборот се применува овде за група на луѓе кои се претежно изгубени, кои претежно не се спасени и Бог ги покосува, ги убива сите во пустината. Сите паѓаат под Божиот суд, освен двајца. Сега, битно е, гледајќи ги различните контексти, каде се користи зборот, може да заклучиме дека зборот се дефинира преку контекстот во кој се користи. Не се дефинира според некоја теолошка конструкција. И сега во нашиот контекст, зборот се мисли или означува христијани, тие што се повторно наново родиле, тие што го познале Христос како нивен спасител и Господар. Павле ги идентификува нив во стих 13, веќе го видовме тоа од првата глава, како тие што ги слушнале и поверувале во Евангелието и се запечатени со Светиот Дух. Во 15 стих тие се оние кои имаат вера и љубов. И Павле е благодарен за нив. И во 23 стих од прва глава Павле ги нарекува Христовото тело или Христовата полнота. Црквата очигледно не е зграда, црквата е собрание на нановородени луѓе. Луѓе кои се спасиле и го знаат Господ Исус. Црквата е собир на нановородени луѓе, каде што има организација, таа организација е под старешини и ѓакони, се извршуваат елементите или уредбите на причеста и на крштевањето и има спроведување на црковна дисциплина. Некои луѓе велат, шо ја не треба да идам у црква, дома кај мене ми доаѓаат 2-3 тројца христијани, дома кај мене ние се молиме, се читаме Библија и ете, имаме црква. Зарем Христос не кажа каде што 20 и тројца се собрани, таму сум и јас. Да, но Христос не кажа имаш црква. Без организација и раководство, без старешини и ѓакони, без практикување на елементите на причеста и на крштевањето, без црковна дисциплина, нема црква. 20 или тројца собрани е супер, но не е црква. И одењето на црква е суштинско значење за христијанскиот живот. Во Евреите 10, 24 и 25 авторот вика: и бидете внимателни едни со друг,
да се потикнуваме кон љубов и добри дела, не изоставајќи од нашите заеднички собери, како што некои имаат обичај. Туку да се бодриме едни со други, и тоа толку повеќе, колку што гледаме како наближува денот. Кој е денот? Денот е доаѓањето на Христос. Значи, се оди на црква да ги поттикнеш другите кон љубов и добри дела, да ги охрабриш, да им служиш. Црквата не е некој кино или некој театар, некоја представа да видиш, некој шоу, добри информации, добра музика, да прокоментираш за таа представа и да си одиш дома. Тоа не е црква. Црква е место каде што се служи, каде што ти го даваш твојот живот, како што Христос го даде неговиот живот за тебе. Каде што служиш, каде што го даваш твојот живот, каде што бодриш едни со други на љубов и добри дела. Че ако не си вклучен у црква, како можеш да бодриш некој кон љубов и добри дела? Ако црквата ти е само кино, театар, каде што ти гледаш представа и си одиш, не можеш. Се губи поентата. Значи, мора да си вклучен и да служиш во локална заедница, во црква. Значи, сега да сумираме. Од овој стих видовме две демонстрации на Божјата моќ. Првата беше дека се му е покорено под Христос, под неговите нозе, сите се направени негови слуги и робови под неговите нозе. Тој е поставен за глава над се за црквата. Таа е четвртата демонстрација. Главата на црквата не е некој грешен смртник, туку Христос. И Христос сите овие работи ги направи за својата невеста. Својата инкарнација, својот живот, ужасни маки и смрт, воскресение, вознесение, глава над се за црквата. Се направи за својата сакана невеста. Се даде и се дотолчи за својата љубена. И Христос, како глава над се, движи, оркестрира сите работи за доброто на црквата. Сега да накратко ќе видиме две примени од стихот. Првата примена е неверојатен благослов. Веќе го кажав. Значи, оваа книга, книгата на Ефесијаните, е книга на благослови. Да видиме колку масивни, енормни, неописливи благослови имаме како христијани. И најголемиот благослов е да се стане и да се биде чедо или дете на Христос. Да се биде дете на Бог преку Христос. И како дете на Бог си дел од неговата црква и сите работи, сите ситуации, сите настани, сите луѓе во твојот живот, Христос ги оркестрира, ги движи и канализира за твое добро. Неверојатно. Сите работи, како врвот и центарот и кулминацијата на се кој е Христос, тој ги движи, ги оркестрира, ги канализира за твое добро, за твоја корист, за твоја поддршка, за твој благослов. А што е доброто? Што е благословот? Доброто е да станеш посличен на најголемото добро, на најврвното добро. А тоа што е? Тоа е Христос. Значи, Христос ги движи сите работи, сите ситуации, сите настани, сите луѓе, целиот грев, целата злоба во светот, за твое добро, за твој благослов, за твоја поддршка. Неверојатен благослов, нели? Да замислиш дека се у светот, се у мојот живот, Христос го оркестрира за мој добро, за моја корист. И тоа добро е да се сетиме кога сме у тешки ситуации. Добро е да се сетиме кога сме у искушенија. Добро е да се сетиме кога имаме лоши луѓе околу нас. Кога сме у мака, кога сме у мизерија, кога сме у сиромаштија, кога сме у болест. Сите работи Христос ги работи за моје добро. Втората примена е прашањето кој е глава
во твојот живот? Дали Христос е глава во твојот живот? Дали се гледаш себе си како роб и слуга негов? Или го гледаш Христос како твој слуга и роб? Тој што тебе треба да ти служи, тој што тебе треба да ти исполнува желби. Кога си умака ќе викнеш, тој одма ќе дотрча. Дали Христос е твојот роб и слуга, или ти си неговиот роб и слуга овде на земјата? Дали го следиш Христос преку следење на Библијата, или следиш некој човек, некој верски лидер, некоја религиозна персона? Кого следиш? Дали Христос е господар на твојот живот, или ти си господар на твојот живот? Дали се покоруваш на Христос во сите работи, во најмалите и најголемите, или твоето покорство е парцијално? Кога сакаш може, кога не, не може. Не. Христос, како врховен авторитет и апсолутен владател на сите, мора апсолутно да владее во нашите животи. Се да биде покорено под неговото господство. Тој е главата и мора да е главата во нашиот живот. Треба да го следиме него, да му служиме нему и да тестираме се преку неговиот збор. Да се помолиме. Господе, фала ти Боже за твојот збор. Фала ти за книгата на Ефесијаните, која навистина е богата книга, длабока книга, каде што си ни кажал многу славни работи за нас како верници. И си ја покажуваш, Боже, твојата љубов кон нас преку сите овие демонстрации, преку сите овие манифестации, колку длабоко не љубиш, колку длабоко се грижиш и колку го сакаш најдоброто за нас. И многу често, Боже, носиш неволи, страдања и маки во нашиот живот, зашто само така ќе станеме послични кон Тебе, само така ќе бидеме просветени и само така ќе дојдеме до нашето најголемо добро. Господе, исполни нас со Твојата љубов, со Твојата милост, опрости ни, што многу често забораваме, многу често мислиме дека Ти не си присутен, дека Тебе те нема и дека зависи од нас да ги решиме сите работи. Опрости ни за сите наши жалења, сите наши мрморења, незадоволства, фрустрации. И помогни ни, Боже, да видиме какви масивни благослови имаме за Тебе, дека служиме на Тебе кој се му е починато. Тебе се ти е починато по Твоите нозе. Служиме на Господар кој има врховна власт и кој се работи за наше добро. Фала Ти, Господе, на таа љубов и направи на да сме верни, посветени христијани, да сме на вистина најдобрите христијани што може да бидеме во оваа генерација, во овој град. Тоа, Боже, да биде нашиот порив, нашата желба да сме најдобрите. Да нема некој како нас, да ние најмногу Тебе да те славиме, Тебе најмногу да Ти издигаме, Тебе најмногу да Ти служиме. Да ечи името на Христос од оваа црква и од секој верник. Направи го, Боже, тоа, заради Твојата милост и заради овој град.